добра карантинска беседа. Ке го разгледаме Псалмот 90, кој говори за оној на кого можеме секогаш, во секое време, насекаде, да се довериме и да се надеваме. И ова прашање има ли навистина некој на кого можеме секогаш да се довериме, е објективно, е нормално, бидејќи живееме во свет кој постојано се менува, несигурен свет. Едно семејство си имало викендичка покрај река и едно бродче. И еден ден таткото решил со децата вечерта да ја помине наместо во викендичката во бродчето, да биде поинтересно. Легнале, меѓутоа преку вечерта бродчето некако се одврзало и почнало да плови по течението на реката. Утредента, наутро, таткото станал, се качил на палубата и видел дека се наоѓаат на непознато место. И викнал кон децата: деца, ние веќе не сме овде. И таа фраза "ние веќе не сме овде" многу објективно ја покажува реалност, секојдневната реалност. Секој ден ние веќе не сме таму каде што сме биле претходниот ден. Веќе светот се менува. Денес човештвото не е таму каде што беше пред само 3 месеци. На крајот на минатата година, на почеткот на оваа година правевме планови. Кај ќе патуваме, кај ќе одиме на одмор, какви бизнис планови ќе остваруваме, меѓутоа денес веќе сето тоа е неостварливо. Пред неколку месеци некои луѓе си резервираа билети за надевајќи се дека еден ден ќе се качат на месечината или на Марс, но денес не само што Марс е далечен, луѓето не можат да излезат дури ни од дома. Велат дека 1/3, може би повеќе од 2 милиарди луѓе се во карантин, седат дома. Така, човештвото постојано се менува. Несигурноста постојано доаѓа. Ние денес живееме во систем кој многу поинаков од оној во кој што верувавме пред само неколку децении. Неколку пати ја сменивме државата, иако не сменивме место на живење. Јас се родив во Југославија, потоа живеев во Македонија, а денес сум во Северна Македонија. И не знаеме и што ли секи се случува понатаму. И сето тоа прави животот да биде многу несигурен. И затоа и прашањето: има ли нешто, има ли некој кој е сигурен, на кого можеме да се надеваме? Очигледно дека човекот е променлив. На човекот не може да се надеваме, зашто дури ако некој сака да ни помогне, може би е во ситуација да не може да ни помогне, зашто е ограничен, слаб е човекот. А и е непостојан, тоа е се ограничен, временен е. Денес го има, утре го нема. Денес мисли едно, утре мисли друго. И мајко тоа пред овој псалм е многу важен, многу корисен, многу храбрувачки, бидејќи ни говори за Бог кој стои на своите ветувања. Кај Бог не може да се случи да каже: она што сум го ветил пред 2000 години или 3000 години веќе не важи. Живееме во друго време. Денес е друг системот, се истроше моите ресурси, помина мојот мандат, барете помош од друго место. Не, Бог е постоен. Тој е непроменлив. За тоа ќе говориме во овој псалм. Ако Бог е постоен и непроменлив, од другата страна ја гледаме човечката реалност, неговата ограниченост, слабост и непостојаност. А прво да кажем нешто за авторството. Овој псалм е напишан според равинската традиција од Мојсеј и за тоа има повеќе аргументи, од кои најсилни се лексичките, лингвистичките. Јазикот е постар, древен, а исто така има многу лексички паралели меѓу овој псалм и песната што Мојсеј ја напиша во Излез 15 глава и Второзаконие 31 глава. Во поглед на контекстот во кој е пишуван, содржината укажува на некаква подолготрајна општествена криза. Очигледно е дека псалмистот, авторот и народот
долго време изкусувале некаква неволја, некаква криза. И од содржината можеме да видиме дека таа криза е предизвикана од Божиот суд над народот. И од тоа може така да се конструира сцена во која што луѓето, поради бунт, поради незадоволство, искусиле некаква неволја која бил резултат на Божиот суд. И такви сцени има многу за време на животот на евреите во Синајската пустина, за време на тоа талкање пред да влезат во ветената земја. А во поглед на литургиката, овој псалм припаѓа на така наречените општествени или колективни молитвени псалми, кои се пееле, вклучително, значи овој псалм се пеел во храмот или во синагогите, во време на некаква општествена криза, кога народ искусувал глад, војни, смрт, епидемии, како што е сега, напади или болести на добитокот, напад од скаколци или слични такви општествени непогоди. Ајде да видиме сега зашто говори овој псалм. Како што рековме, псалмот говори од една страна за вечноста и непроменливоста на Бог, од друга страна е опишана човечката реалност, неговата слабост, ограниченост и исполнетоста на животот со неволи. И вториот дел од псалмот, тоа е од 11 па до 17 до крајот, псалмот говори или вклучува две молитви. Молитва да го живееме животот разумно, мудро, имајќи во предвид реалноста, и молитва Бог, неговиот суд да го сврти или да го замени со благонаклонетост, со благослови кон човекот. Ајде да видиме поред зашто се говори или зашто пишува псалмистот во овој псалм. Првите два стиха говорат за Бог. Господи, ти си ни прибежиште од род во род. Дори уште пред да се појават горите и пред созавањето на земјата и на вселената, од секогаш и за секогаш ти си Бог. Бог постоел од секогаш и ќе постои за секогаш. Со Бог не може да се споредат дури ни оние стари планини, дури ни старата вселена. Бог, како создател на вселената, како создател на земјата, како создател на се што постои, е неспоредлив во својата вечност. И не постои категорија на земјата која можеме да ја употребиме за да го представиме, да го отсликаме, да отсликаме вечноста на Бог. Овде се е ограничено, се е времено, за разлика од Бог кој е вечен. Тој нема почеток, нема крај. И не само што е вечен, тој е постојан во своите карактеристики. Тој е постојан и непроменлив. Вели псалмистот во првиот стих, ти си ни прибежиште од род во род. Постојано ти си прибежиште на сите родови. Ти си бил прибежиште на почетокот на човечката историја, ти си прибежиште и денес. Ти си бил прибежиште во времето на Мојсей, ти си прибежиште и денес. И тоа говори за една констант, една постојаност, непроменливост кај Бог. Неговата верност е постојана. Мојсей ова го пишува пред околу 3300 години. Тоа истиот и денес. Аврам, кој живеел пред 4000 години, искусил Божјата верност кога и на 100 години добил син од Бог. Јосиф живее 300 години после Мојсей, бил продаден како роб од своите браќа од завист. Бил затворен во робство, неправедно. И Бог таму во робството ја покажува својата верност и го поставува Јосиф да биде втор човек во најголемата империја во тоа време. И постојано гледаме во човечката историја, во светата историја на спасение запишена во Библијата, Бог како ја покажа својата верност. Даниел, кој живее 700 години после Мојсей, искуси неколку пати во животот избавување, дури и кога беше во јама со лавови, гладни лавови, Бог го зачува неговиот живот. Пред 2000 години луѓе како Петар, како Јаков, како Јован, како Павле, како Марија и Јосиф ја видеа Божјата верност кога го даде Месијата, долго очекување од Месија.
и дојде спасението на човештвото. И денес, после 2000 години од доаѓањето на Христос, ние искусуваме неговата верност. Па и во едно вакво време, време на епидемии, време на економска несигурност, Бог е верен и се грижи за своите. Помислете си само колку се сменил животот од времето на Мојсија до денес. Колку се сменило човештвото во секој поглед, во економски, општествен, политички, идеолошки. Но Бог се останува истиот. Верен, непроменлив. И наспроти сега таа вечност и непроменливост на Бог, од 3 до 6 стих се гледа човечката реалност. Говорајќи с човекот во прав и велиш, обратете се, синови човечки, зашто пред твоите очи 1000 години се како вчерашен ден што поминал и колку една стража преку ноќите. Ги однесуваш како сон, како трева што зелене е наутро. Наутро ќе процети и ќе зазелени, а навечер паѓа и се исушува. Во контраст со вечниот и непроменлив Бог, стои еден краткотраен, ограничен и непостојан човек. Ако Бог не може да се спореди дури ни со планините, дури ни со Вселената, во својата вечност, човекот може да се спореди само со едно цвеќе. А тоа е хипербола, метафора. Човекот е подолго траен од цвеќето, меѓутоа, релативно така погледнато, човечкиот живот навистина е многу краток, спореден со Божјата вечност. И ова метафора со тревата е интересна. И овдека Мојсија говори за тревата која расте во Израел, која наутро, освежена од росата, раззеленува, а веќе напладне, кога сонцето ќе се качи високо, тоа се суши, исчезнува. Таков е и човечкиот живот. Туку што расцветал и веќе почнува да се суши. Дури и животот на Метусалем, најдолгиот човечки живот на земјата, кој продолжил 969 години, и само еден ден, вели псалмистот, во спореда со Божјото сметање на времето. Кога младите слушат за човечки живот од 80 години, за каков што пишува, а овдека псалмистот понатаму во следните стихови, тој е 80 годишен живот, погледнат од очите, преку очите на некој 60 годишен човек, и не е толку долг. Младите се велат, многу 80 години. Меѓутоа некој што е во моментот 70 години ќе каже, овие 70 години поминаа како еден ден, поминаа како еден здив. И тоа е вистината. Релативни се нештата. Времето е многу релативно. Ајнштајн вели 5 минути поминати на заврски стол, не е исто како 5 минути поминати покрај во друштвото со саканата или саканиот. Во првиот случај 5 минути изгледаат како вечност, во вториот случај изгледаат како една секунда. И тоа човечкиот живот. Краткотраен, поминува брзо како тревката која ќе раззеленее наутро и ќе се исуши навечер. И ако тоа е краткотраен, животот на човекот, во исто време е исполнет со неволи. И тоа е втората карактеристика. И вели од 7 до 10 стих авторот. Така и ние исчезнуваме од твојот гнев и од твојата јарост сме растревожени. Ти си ги поставил пред себе нашите беззаконија, нашите скришни греови се во светлината на лицето твое. Сите наши дни минуваат под твојот гнев, годините не свршуваат како здив. Дните на нашиот живот се 70 години, а ако сме крепки и до 80 години. И повеќе време од нив се во труд и мака, бидејќи брзо минуваат и ние одлетуваме. Значи, не само краткотрајност е недостаток на човекот, туку и неговата исполнатост со неволи. И сето тоа, вели авторот, е поради човечкиот грев. Сосема нормалната реакција на човечкиот грев е Божјиот праведен суд. Божјиот праведен суд доведе до смртноста, тоа е краткотрајноста на човекот, доведе и до неволите. Сите тие маки со кои е исполнет човечкиот живот. И овие 10 стиха кои ги прочитавме се едно рекомпонирање на сцените што ги гледаме во првите
глави на Библијата, првите глави на првата книга Мојсеева. Првите стихови во овој псалм говорат за Бог кој постои уште пред да постои земјата, пред да постојат планините, пред да постои Вселената. И да го гледаме почетокот на Библијата. Бог како создател на се, уште пред да постои небото и земјата, Бог постоеше и тој создаде се. Третиот стих на овој псалм повикува на покаяние, вели: обратете се, синови човечки. Ако сакаме да бидеме верни кон правилниот превод, тоест кон оригиналниот текст, употребен е зборот синови Адамови, кој не навраќа, фраза која не навраќа на почетоците на Библијата, тоест на паѓањето на човекот под грев и последиците понатаму од паѓањето. Вели: го враќаш човекот во прав и велиш: обратете се, синови човечки. Смртноста која дојде, смртта која дојде како резултат на гревот, и потоа во наредните глави на книгите Битие го гледаме она што го пише и овде псалмистот, останатите последици. Не само смртта, туку и болестите, убиствата, злото меѓу луѓето и сите други последици, како и гладот и така натаму. И со тоа се заокружува онаа мрачна реалност за човекот. Тој е слаб, ограничен, извелкан од грев и под праведниот Божи суд. И сега, која е излезот од сето тоа? Која треба да биде реакцијата на човекот во една ваква реалност? Вториот дел, како што кажав, 11 до 17 стих, говорат за или вклучуваат молитви, како една правилна реакција. Две молитви. Првата молитва, 11 и 12 стих, е едно барање Бог да ни даде мудрост, правилно да го живееме животот, соодветно на реалноста во која живееме. А втората молитва е за свртување на тој Божи гнев кон Божја благонаклонетост кон човекот. Ајде да видиме првата молитва. Кој ја знае силата на твојот гнев, па во стравот пред твојата јарост да се плаши? Научи не така, да ги броиме нашите дни, па да здобиеме мудро срце. Зошто е потребна оваа молитва? Самото прашање кој го поставува 11 стих го дава одговорот. Вели: кој ја знае силата на твојот гнев? Кој се плаши од стравот пред твојата јарост? Човекот живе во една реалност која не сака да ја прифати. Реалноста е за ограниченоста на човекот и исполнетоста на животот со неволи. Меѓутоа човекот представува понеква реалност. Не му се допаѓа на човекот објективната реалност и создава една погрешна реалност, заблудувачка. Реалност во која што се е супер, се е убаво. Гледаме, слушаме супер музика, гледаме супер филмови во кои супер херои го спасуваат светот за да создадат едно супер свет, супер живот. И во едно такво супер општество во кое што се е супер, нема потреба од Бог. Зашто човекот може да ги направи нештата да бидат супер. И човекот е супер суштество. Меѓутоа, за разлика од оваа филозофија, Библијата не го идеализира животот на земјата, туку објективно го представува. Ограничен, исполнет со неволи живот. И која е вистинската мудрост? Вистинската мудрост е да ја сватиме нашата реалност, да ја сватиме нашата грешност, да ги сватиме последиците од гревот, тоест Божиот гнев, Божјата јарост. И во таква реалност да живееме за она што навистина вреди. Да придобиеме мудрост, како што се вели овде во псалмот, правилно да ги броиме деновите, тоест правилно да ги живееме деновите во нашиот живот. Да ги живееме така што ќе покажуваме зависност од оно од кого доаѓа се и ќе живееме за вредности кои не се минливи, кои не се врзани со овој непостојан свет, туку живот кој создава или трупа за вечноста. И тоа е вистинската мудрост за која што се моли овдека авторот, се моли Мојсей. Да ја разбереме природата на Бог. Нашата природа и да се свртиме кон Бог, од Него да бараме. Тој да ни даде поглед, вистински поглед кон светот, вистински светоглед, во кој што ќе го живееме вистински животот.
И тоа е мудроста. Ако погледнеме на животот на луѓето, па и на нашите лични животи, ќе видиме дека наистина многу неразумно го трошиме времето и многу нерационално ги трошиме нашите усилби. Зашто најмногу трошиме времето? За какви работи? Па ако сме реални, кажеме дека на најголемиот дел скоро се трошиме, користиме за земни работи, за она што е на земјата. И се однесуваме неразумно како оној дрварот кој не ја острел никогаш секирата, зашто имал секогаш премногу дрва за сечење. И секогаш дрвата ги сечел со неострена секира. Така и ние, имајќи многу обврски, имајќи многу задачи за извршување, нема време да се свртеме кон оној од кого зависи се, кон вечниот и непроменливиот Бог. Сенека вели, најголемиот проблем на луѓето е тоа што постојано кукаат дека животот им е краток, а живеат како да ќе поминат или ќе останат на земјата целата вечност. И тоа е нашиот проблем на вистина. Знаеме дека животот ни е ограничен, меѓутоа трупаме, работиме, размислуваме како да ќе живееме на земјата целата вечност. Мудроста е да се фокусираме кон оној кој е вечен и кон оние нешта кои имаат вечна вредност. Втората молитва е запишена од 13 до 70 стих и тоа е вториот аспект на мудроста. Во неја е одразена втората молитва. Сврти се, Господи, до кога вака. Смилувај се на Твоите слуги. Исполни не изутрена со Твојата милост, Господи, за да се зарадуваме и се развеселиме во сите наши дни. Развесели не за оние дни, кога не понизуваше, за годините во кои видовме зло. Нека се видат кај слугите Твои делата Твои и Твојата славна сила кај чедата Твои. И благоволението на нашиот Господ Бог нека биде со нас. И дај не да успеат делата на раците наши, дај им успех на делата на рацете наши. Мојсей, откривајќи причината за човечката беда, божествениот праведен гнев против гревот, моли за милост. И тоа е вториот аспект на мудроста. Да се разбере собствената грешност и да се побара милост. Мојсей бара да биде омекнат некако тој Божи суд и не само тоа, туку тој да биде свртен, т.е. да биде заменат со благонаклонетост кој носи успех во животот. Мудрите во овој свет ја разбираат својата состојба и го откриваат своето вистинско живеалиште во вечниот и непроменлив Бог. Вистинското живеалиште не е местото кој е личност. Мудриот човек го троши времето мудро за исполнување на Божите цели во својот живот. И затоа на крајот би сакал секој да си постави две прашања. На кого или на што сме се потпреле во животот? Од тоа ќе зависи дали имаме сигурност. И второто, зашто го трошиме нашето ограничено време. Господ да ни дава мудрост, за да имаме навистина сигурност во животот.